Со пишувањето книги и научни трудови, поранешниот премиер Никола Груевски очекува одложување на затворската казна. Книгите требало да ги напише откако го одбрани докторатот насловен «Економските ефекти на различните видови меѓународни текови и капитал со посебен осврт на Република Македонија». Вака навеле адвокатите на Груевски во обемната молба испишана на 10 страници, како образложение зошто сега поранешниот премиер да не оди во затвор, наведена и неговата пратеничка функција. Од денеска течат роковите за судијата за извршување на санкции да одлучи дали Груевски ќе добие дополнителна слобода до 3 месеци или за една недела ќе треба да се јави во затворот шутка. Ако одлуката не биде во полза на Груевски, тогаш преку адвокатскиот тим има право на жалба до Кривичниот совет на Скопска единица. Сепак законските рокови за поднесувањето жалба, односно произнесувањето на судот, истекуваат точно на 8 ноември, за кога е известен Груевски дека треба да се јави во затвор и ќе се знае дали тогаш поранешниот премиер ќе влезе или не зад решетки во шутка. Груевски очекува и вонредно правно преиспитување на пресудата за случајот Тенк и бара одлагање на затворската казна и од Врховниот суд. Таму предметот не е стасан бидејќи целосно не е комплетиран во Кривичан, од каде чекаат жалба од поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за предметот да го препратат во највисокиот суд. Нарачката за луксузниот Мерцедес на Груевски му донесе 2 години затворска казна. Апелација на поранешниот помошник министер во МВР Ѓуко Поповски му ја намали казната на 4,5 години затвор, додека Јанкуловска Кривичан ја осуди на 6 години.